Не. Браво, Даре, ама ќе те замолам да користиш точни и релевантни информации. Процедуралното по кој член? Процедуралното ми е По кој член? врз основа на тоа што... По кој член? Се извинувам. Процедуралното ми е по тоа што... Еве сега и вие да обезбедите аплауз. Само... Не, ве молам. Ако може да го вратите времето, пошто борбава не ми е со подпредседателот, сакам да исправам еден неточен факт кој што го Ама кажа... тоа е реплика, се вика по деловник. Не. Да исправам неточен факт кој што го кажа пратеникот Дарко Каевски. Оти процедуралното би требало мене да ви да Добро, ајде да седнеме, ја и вие да... Да расчистиме. Процедурално треба на мене да упатите. Процедурално кон вас, ве за да прашувам врз исправам... основа на кој член. Но ако сакате и вие да изнудите аплауз, повелете, нема да ве прекинам. Повелете. Ама немојте сега да ми влегувате во аплаузот барем вие. Далеку сте од аплаузи. Не сте за аплаузи. Народот ви праќа други пораки. Повелете, ама јас ќе ги молчам. читате, ама не можете да ги дочитате. Времето да го вратите. Да, секако. Бе, Благодарам. повелете. Сега вака. Почитувам подпредседателе да исправам еден неточен факт кој што колегата Дарко Каевски, ново назначен или промовиран портпарол на СДСМ, го кажа од оваа говорница. Јас знам дека кога зборува на партиски митинзи или пресконференции може да кажува невистини за тоа да добива аплаузи, ама тука во собранието има и пратеници од други пратенички групи кои што слушаат и може да се јават веднаш, за разлика од мас медиумите кои што ги има оваа власт. Еве сега, колега Каевски, за ваша информација. Значи, никој не ја нападна администрацијата и луѓето вработени тука. Дневниот ред не знаеше да го усвои раководството на ова собрание, а вие го гласавте. Луѓето не се уопште криви, затоа што крајот не може да ви го најдат. Поднесувате закони на 4 минути пред седница, кој жив ќе ве прати вас? Има деловник во ова собрание кој што треба да се почитува. Дополнително, кога велите дека се бараше решение и треба да се најде решение за состојбата во која што се најдеме, да, се согласувам. Ама на понеделничката координација договоривме да седнеме и да се видиме представници од сите пратенички групи. Понеделникот поради обврски на дел од координаторите не се сретнавме. А вторникот, знаете што беше договорот? На 4 минути пред седница ние сите, мислам дека и вашиве координатори, видоа дека има точка на дневен ред, која што не беше планирана. Така да, кога зборуваме за вистина, еве вистината, ова може да го потврдат и колегите пратеници, и ќе ве молам од оваа говорница да кажувате факти. Кога ќе настапувате како портпарол, тоа е ваше право и стратегија на партијата, меѓутоа тука работиме со факти. Благодарам.